Денес ми е огромна чест и задоволство што во бекстејдж го имам Кристијан Ландов. Сега, како што им правиш на соговорниците претрес, денес ќе ти правиме претрес во бекстејдж. И се шегувам, ама и не. Како си кажи? Добро, можеби со малце трема, затоа што несвојствено е да сум од оваа страна и не преферирам да бидам од оваа страна на приказна. Сакам да почнеме од самиот почеток. Накратко, како влегува Кристијан Ландов во новинарството? Многу ми намисла дека јас станав едно сабајле и влегов во студио и го направив претрес, што е тотално нонсенс и неточно. Работам во две национални телевизии, работам од мојата 15-та година во медиуми, па практично ништо друго да немам работено, освен еве IT да речеме плюс, бидејќи сум дипломиран IT инженер. Тоа е ретко кој го знае, најчесто соговорниците кога доаѓаат во студио викаат сигурно правен има завршено, немам правен завршено, иако сакав, се роди да речеме Скопје еден прво, па после тоа претрес, една година обстојувам и само јас се знам како. Иначе кум на претрес е една многу позната јавна личност, не сум јас, која што нема да откривам сега, но ќе оставиме за некој наредно издание на бекстејдж. Позната јавна личност која што е доста контроверзна во историја. Претрес не е направен со опрема од еден ТВ која што згаснала. Ајде да го расчистиме тој момент. Еднаш претрес е направен со кредит. Затоа уште постои. Фино, лепо. Кредит од каде? Аварма, неповратен. Отидов, си аплицирав, ми го одобрија, купив опрема за 5000 евра за вие да гледате претрес, па нема појако. И морам да обстојам 2 години, затоа што кога затворам фирмата, со тоа треба да го затворам и претрес, ќе треба да ги вратам парите. Така што 2 години сте сигурни ќе гледате, после 2 ќе видиме што ќе правиме. После 2 години те снема, значи дека си го исплатил кредитот и толку. Значи, ако после 2 години ме снема, значи дека во оваа држава не очекувам ништо да се оправи, дека сме безнадежни и се надевам дека нема да се случи тоа и повеќе од сигурен сум, знаејќи се себе си, дека нема да се случи тоа. Иако многу често ми доаѓа да речам и доста е. Доста е. Првенствено, колку храброст е потребно за да се работи ова? Верувам дека живееш под стресови. Многу. Веројатно многу. Ако јас кажам, може некој новинар не вели не е храброст, повеќе тоа е професија како и секоја друга, да, како професија како секоја друга, ама јас викам дојдете еден ден во моја коша со сите контакти, со мајки кои што ви плачат затоа што изгубиле деца, со политичари кои што ви се закануваат, еве условно кажано, суптилни закани, али закани, со незадоволни од пресуди во суд кои што ќе ти се јават да ти кажат дека кога ќе те начекаат некаде ќе ти искршат главата, со квази рекетари кои што ти изнудуваат пари на било кој начин само за да не те шиканираат јавно итн. Еве колку храброст, ова е одговор на колку храброст. И јас ако се носам сето ова до сега и не сум психички полуден, значи дека сум храбар. А заканите неискрено више се смеам. Да, им пријавувам. Тоа нека се знае. Значи, како што ги добивам, дали било тоа, не знам, на социјални медиуми, дали било ино лепо на компјутерски криминал, па они после нека се објаснуваат. Мене многу ме интересира кога ќе се спомена името Кристијан Ландов, некако те врзуваат за актуелна се уште градоначалничка на град Скопје Даниела Арцовска. Толку ли ти е интересна што толку ја следиш незината работа и постојано си критички настроен, како почна приказната помеѓу тебе и Даниела? Па не сум секогаш критички настроен, тука морам да поправам. Порано е многу фалев. Затоа што сметав дека е добра во тоа што го работи, дури кога се оддели од политичките партии, кога беше самостојно, но кога работеше добро. Кога ја зезна работа, вака жаргонски изразено, јас почнав да критикувам и затоа денеска сме на суд. Ќе викнам да гледате шоу која ќе... Кого тужи сега? Даниела мене. За клевета и навреда, за поставено прашање, за пренесен став од трето лице, инаку по закон за граѓанска одговорност не одговарам за едното ни другото, но доволно за да ме третира. Интересно е. Сега, она сака да ме претресе мене, место јас да ја претресам низ. Иначе, еве една тајна неоткриена, стварно желба ми е Даниела да ми дојде во претрес. Карактеристичен си и вака кога ќе помислат исто на Кристијан Ландов по твоето трчање пред суд, пред обвинителство и сега одиш и некако си упорен, по 3-4 пати поставуваш исто прашање, навредливо ли ти е кога нема да добиеш одговор или едноставно си видиш јас мојата работа да си ја завршам, да им направам макар да им биде незгодно? Колешката Катерина Цаневска, морам да ја поздравам, со нејза разговарав пред да дојдам тука, инаку она е дел од екипата на претрес и на Скопје.
И баш ми кажа, сигурно вика, ќе те праша за трчањето по политичарите. И тоа се потврди, ете тоа искуството. Значи, мојата младост се уште, иако 29 години веќе не сум младост, веројатно, али не сум и старост, веројатно и незиното искуство носат до успех. Дали е незгодно? Ми рече вака да одговорам. Што и се согласувам. Треба на нив да им е незгодно, бидејќи не застануваат, а моја работа е да барам одговори. И да, не се чувствувам како будала, бидејќи на крајот граѓаните гледаат која е вистинската будала. Нема проблем да трчам по било кого, и од бившата власт, и од оваа власт. Спомена дека по професија си IT, кога те прашав оф рекорд, зошто не го работиш тоа, велиш тоа е за мене досадно. Дали оваа работа што ја работиш те прави најсреќен и тоа е она што вистински го сакаш? Во периодот од кога почна претрес и од кога нова дименсија доби Скопје 1, а веројатно со самото тоа што веќе стои име презиме за него, нели, озбилноста е сосема поразлична од претходно, односно го сметат за многу покредибилен портал. Не ми носи толку среќа колку што ми носи нервоза. Ако искрено треба да кажам, се будиш со нервоза и заспаваш со нервоза. Дали постои личност која што сакаш да ја снимаш, а досега не ти била? Нешто што ти е така предизвик со претрес? Данела. Ти благодарам што беше искрен пред објективот на Бекстејдж. И благодарам навистина за вниманието, за можноста и останете најдобри.